Еве сум назад во Сонцогор, си се вратив. Бев на истражување, истражував за џинови, самовили и други митолошки суштества. Или, со други зборови, за нашата забранета митологија. Ако сте приметиле, нашата митологија, митологијата на овие простори или на Балканот, како да е забранета, никој не зборува за неа, никој не прави филмови за неа, никој не прави подкасти за неа, YouTube видеа и слично. Јас сум еден меѓу ретките и искрено да ви кажам, се гордеам со тоа, затоа што јас со мојот телефон и со мојот мал скромен YouTube канал ја буткам таа приказна онолку колку што можам и умеам. И немој да ми замерите за тоа. Сепак јас сум еден човек со телефон кој што се труди да остави во живот некоја приказна, односно да зборува за нашата митологија, затоа што митологијата на Балканот е забранета. Сите земји имаат фестивали, снимаат видеа, серии, подкасти за нивната митологија, ги величат нивните суштества. Америка, која што е на држава од неколку стотина години, има направено митологија околу јети, околу секакви суштества, суштества од чварата, не знам какви не приказни, не знам какви не мести им одите, има ресторани со символика на јети, тука е виден јети, снежниот човек, па цели градови живеат од туризам, се снимаат филмови и така натаму. Да не зборувам за другите држави, како Шпанија, како Мексико, кои што имаат фестивали засновани на нивната митологија. На Балканот, штама, никој не зборува за тоа. Никој не зборува за џинови, самовили, џуџиња и слично. Во Ирска веќе цели градови има засновано на таа митологија, која што е слична со нашата. Меѓутоа не, ние тука учиме за митологија и под митологија се подразбира грчка митологија и италијанска митологија, или ромејска, или римска, не знам каква. Значи не, ние немаме врска со таа митологија. Ние си имаме наша митологија, која што е многу интересна. И токму тоа правев јас овој период. Бев во Далмација, за која што се раскажува дека до пред 100 години постоеле џинови. Посетив бунари кои што се направени со огромни камења, кои што можеле само џинови да ги преместат. Посетив огромни ѕидини, исто така направени од џинови, наречени киклопски ѕидини. Замислете, и во самото име се внесува грчка митологија. Киклоп е џин од грчката митологија или римската, не знам од која. И тука се вметуваат тие термини и нивната митологија ја има потиснато нашата митологија. А митологијата е коренот, луѓе. Коренот. Па иде стеблото, гранките, идат плодовите. Ние што живееме сме плодовите. И доколку коренот или митологијата е избришана и не постои, тогаш ќе страда плодот. Прво што страда е плодот. Плодот почиња да скапува. Меѓутоа, ете таа алегорија со дрво. Пробам да ви ја доловам што значи митологијата. И во секој случај интересна, ние имаме многу интересна митологија. Нема кај нас филмови за нашата митологија, нема приказни веќе, нема подкасти, нема YouTube видеа, нема ништо за нашата митологија. И токму јас тоа со мојот скромен YouTube канал се трудам да го направам и токму тоа го правев во изминатиот период, патував и истражував. Сега се вратив назад во екоселцето и начекав тотален хаос. Меѓутоа ќе средам, нема врска. Како што видовте, природата си земала се назад. Иако приметивте, имам огромни билки во дворот, тоа се должи на енергетските кули кои што ги имам, кои што го забрзуваат растот на растенијата, а на човекот му даваат животворна енергија. Делува чудно, меѓутоа ете снимав видео и за тоа, за тој заборавен механизам и мене во моето екосело ми функционира тој механизам, односно тие енергетски кули ми го забрзуваат растот на растенијата и мене ми даваат многу енергија. Јас кога сум во екоселото, тука во близина на тие објекти, во близина на таа земја, јас можам цел ден нешто да работам, имам премногу енергија
Меѓутоа, тоа е друга тема, цела тема. Во ова видео сакав само да зборувам за нашата митологија, за тоа што јас го правев изминатиот период и за тоа што го планирам во иднина, затоа што на некој начин мене ми е убаво кога комуницирам директно вака со вас, кога не обработувам некоја тема, туку кога само си зборуваме. И убави ми се овие видеа, се надевам и вас, затоа што на некој начин ние си се дружиме преку моите видеа, преку овие директни комуникации, ние сме некое друштво на некој начин и си се дружиме. Така да јас уживам во ова наше дружење. Во иднина ќе се потрудам да се вклучувам и во живо, па така ќе можеме директно да си комуницираме. Меѓутоа, јас имам проблем со вклучувањето во живо, затоа што мојот животен стил долго време живеев без струја, ме натера да заспивам многу рано. Па така јас во 7-8 заспивам, луѓето се навикнати на вклучување во живо покасно. Тоа е тој тренд. Меѓутоа, или ќе се потрудам на некој начин и тоа да го постигнам, дали да останам малку покасно. Меѓутоа, не знам дали ќе имам енергија, како што ви кажав, јас многу рано заспивам, многу рано станувам, тој ми е ритамот сега за сега. Меѓутоа, ќе се потрудам затоа што ми е многу важна комуникацијата и интересна со вас, па така мислам дека во живо ќе не биде одлично. Ќе си поставуваме прашања, ќе отвараме секакви теми. Меѓутоа, ќе видиме тоа како ќе биде. И тоа го планирам во иднина затоа што ми е убава комуникацијата со вас. Сега за сега тоа, во иднина планирам уште патувања, уште истражувања за нашата митологија, да копам уште подлабоко, затоа што едно е истражувањето на тестатура или на телефон, друго е кога ќе отидете на терен. Многу повеќе видување имате, многу повеќе информации собирате. Така да секогаш сум поборник да одам на терен, затоа што повеќе работи се дознаваат и многу сте поблиску до вистината. Затоа што тие градби, тие остатоци сведочат за вистината. Едноставно гледате и сами си ја вклопувате приказната, не треба никој да ви ја кажува. Затоа сум поборник за одење на терен, ми се заплетка малку зборот, помалку да седам и да истражувам на интернет, иако истражувам и на интернет, меѓутоа повеќе ми се оди на терен, поубаво ми е, поинтересно ми е и си ја полнам и мојата душа, затоа што ја пред се тргам од себе, луѓе. Јас гледам мене да ми биде интересно, мене да ми биде убаво истражувањето, не да правам нешто само затоа што е тренд, затоа што е во мода и тоа да биде вештачко. Едноставно си ги работам работите мене што ми се интересни и секако гледам дека многу од работите ви се и вас интересни. Така да, каде даваме енергија, тоа расте. Доколку си даваме енергија на себе, тогаш ние растеме. Доколку даваме енергија на растенијата, гледате растенијата како растат. И така, тоа е тој закон на енергија. Така, тоа го правев, во иднина ќе правам уште повеќе истражувања, тука ми треба и вашата помош секако да ме поддржите, да не зависам од тој алгоритам, да не зависам од трети страни и така натаму, туку да зависам директно од Сонцогор. Кога ќе биде Сонцогор јак и стабилен, јас ќе можам да правам уште повеќе истражувања, затоа што треба, луѓе, треба едноставно некои работи да се зачуваат од заборав, да ги ставиме во нашата колективна свест, каде што биле од секогаш, меѓутоа последниот период многу од работите се бришат од нашата колективна свест. Едноставно треба да си ги зачуваме. Така ја дојдов и до крајот на ова моја дружба со вас. За крај, што да ви кажам, освен тоа што го кажувам секогаш, е дека треба да се претплатите. Значи имате само subscribe да ставите и да бидете претплатници на каналот. Можете да станете и поддржувачи на каналот преку станување на членови. Јас под секое видео ставам опис како да станете членови. Тоа е едно кафе
Само тоа треба повеќе луѓе да се вклучат помалку, да може YouTube проектот да обстои и YouTube каналот да си расте. Ете така, толку од ова видео. Јас сум назад во екоселото, како што видовте хаос, ќе си средам сега малку, ќе си се вратам во рутината и секако ќе снимам уште многу видеа во кои што ќе се дружиме, ќе споделуваме информации, а од вас сакам во коментар да ми пишете која тема сакате да ја обработам или кое место мислите дека треба да го посетам и да го истражам. Ете толку, ви се заблагодарувам за целата поддршка, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.